Петицијата е всушност една динамична алатка која доколку се употреби во вистинскиот момент, кога веќе има револт кај јавноста и доколку тактички се искористи всушност со истовремен притисок до институциите, кој е и во форма на официјално поднесени барања, но и во форма на медиумски изјави, тогаш се добива резултатот иако таа сама по себе нема никакво правно дејство во Македонија. Меѓутоа, мораме да излеземе од таа парадигма на согласно устав и закон и правен формализам. Иако и за мене како правник се придржувам кон тие, меѓутоа не може да се негираат да се запоставуваат онлайн петициите исклучиво со аргументот дека не се предвидени со закон. Тие имаат и каква правна, политичка тежина, имаат морална тежина, а особено во време во кое што социјалните мрежи и воопшто интернетот е дел од начинот на одлучување, па веќе сме до тој степен да се применува и во носењето одлуки по парламенти, зборам во други држави, по совети на општини, по судови, па зошто да не и во однос на граѓанското вклучување. Нивната тежина може да се каже дека до одредена мерка поголема од другите неформални облици, неформални облици на влијание, меѓутоа за да се дојде до нив, за да се ти иницира, за тие да се спроведат, сепак е предвидена една крајно формална постапка која што многу често ги одвраќа граѓаните да ги користат овие три инструменти кои што ги спомнав и наместо тоа прибегнуваат кон други начини на обид на влијание. Дали ќе биде тоа преку кампањи, дали тоа ќе бидат преку протести, дали ќе биде на некој друг начин. Секој што има власт во моментов, особено што има власт во собранието, што има мнозинство во собранието, што може да со своето мнозинство да придонесе за подобрување на законите, тој мора да работи на тоа. Ако не работи на тоа, значи дека едноставно сака да ги манипулира граѓаните и да остава привид за себе дека нешто прави во нивна корист, а во суштина таа корист е само лична и само на еден ограничен круг на луѓе, една елита, а ние останатите 99 седиме на дното.